Ден на сите, почитувани граѓани пред се, бидејќи ова е за вас, почитуван представник на Европската Унија во Република Македонија, господин Жбогар, почитуван министер за екологија, господин Садула Дураку, почитуван министер за економија, господин Крешник Бектеши, почитуван градоначалник на Кичево, Фатмир Дехари, почитуван представник на компанијата ВТА, господин Казигранде, почитувани дами и господа и уште еднаш пред се почитувани граѓани на градот Кичево. Секогаш представува огромна чест и задоволство да се пушти објект кој што го подобрува животот на граѓаните на Република Македонија. Денеска пуштаме точно еден таков проект, еден таков објект, и тој објект е секогаш добро кога се прави во духот на стандардите кои што ги носи Европската Унија. А Европската Унија со себе не носи само назив дека е Македонија, дека сака да биде дел од Европската Унија, него ги носи и стандардите за квалитетот на животот на граѓаните. Ги носи стандардите во индустријата, ги носи стандардите во секојдневниот живот. Еден таков пример и оваа пречистителна станица која што денеска се пушта во градот Кичево. Јас ја користам приликата да во моје лично име и во името на целата влада на Република Македонија се заблагодарам на Европската Унија и на граѓаните од Европската Унија кои што издвоија од своите даноци, од своите даночни обврски кои што ги имаат према нивните држави и доминираа средства за Република Македонија, односно определија одреден буџет да помогнат на нашата држава. Со тоа ние имаме уште поголема обврска да ги задоволиме стандардите и критериумите кои што таквиот живот ги бара од сите нас. Сакам само да кажам неколку основни податоци за овој проект. Првиот податок е дека проектот е од висина од 8,2 милиона евра. Тие средства се определени во најголем дел од Европската Унија со партиципација исто на владата на Република Македонија. При тоа е направен колекторски систем, односно систем на пречистителна станица за вода за 48.000 граѓани во регионот на Кичевската општина. Со тоа апсолутно е направен голем исчекор во заштита на животната средина во регионот, она што многу години било пракса да отпадните води во градот Кичево одат неконтролирано во водните текови, тие сега ќе одат како чиста вода која што и текако ќе ја заштити животната средина. Македонија, за да биде комплетно покриена со пречистителни станици, треба да се направат 87 такви објекти. Ова е 16-ти успешен проект и тоа во рамките на ИПА проектите кои што само во последните проекти беа донирани во Република Македонија 4 такви проекти. Останатите градови се дел пуштени, дел во изработка, меѓутоа сакам само да објавам дека пак во рамките на ИПА 2 проектот во општина Кичево се предвидува да се направи екстензија на канализационата мрежа во градот и во соседните населени места во должина од прилика од 100 км. Сето тоа значително ќе го подобри квалитетот на живот на граѓаните на општина Кичево и јас уште еднаш ја користам приликата да се заблагодарам на Европската Унија што покрај тоа што ги донираше средствата од својот буџет за доброто на граѓаните на Република Македонија, со што многу пати како многу пати досега покажа дека Европската Унија ни е исклучителен пријател на нашата држава. Јас сакам да се заблагодарам и за тоа што стандардите на тамошното живење се пренесуваат во Република Македонија. Посебно е важно што не се сите средства насочени само на едно место. Тоа значи дека државата е посветена на рамномерниот регионален развој и тој рамномерен регионален развој ќе придонесе или треба како конечна цел да придонесе да сите жители во Република Македонија имаат приближно исти услови на живење без разлика дали живеат во големите градови, помалите градони или руралните населени места. Јас сакам да им посакам на граѓаните на општина Кичево уште многу овакви проекти
и да кажам дека владата ќе биде секогаш со нив и ќе мисли за нивните потреби и за квалитетот на нивниот живот. Ви благодарам на сите. Flowing in that direction and separate phosphorus elimination. Process